Ги обединуваме сите демократски сили за правда и слобода во Македонија. Ги обединуваме сите политички партии и граѓани од различна националност и верска припадност. Ова го рече поранешниот министер за земјоделство Лупчо Николовски, кој вчера се приклучи на протестот на шарената револуција во Струмица. Во своето обраќање пред струмичани тој рече дека народот е веќе на нозе и ја бара правдата, слободата и демократијата назад. Токму овој лидер на овие демократски процеси во Македонија издржа многу повеќе од тоа што беше проектот Вистината за Македонија. Токму во овој период ги обедини и политичките партии од лево и десно, и граѓаните кои што се од различни идеологии, од различни вери и религии. Ги обедини и невладиниот сектор и граѓанските организации. И тоа го покажа и на 17 мај, и тоа го покажавме сите заедно и на 20 јуни. Народот е на нозе, народот си ја бара правдата, слободата и демократијата назад. Токму овој човек не подлегна на ниту еден притисок, на ниту една закана. Обстана до крај, заедно со тимот и во партијата и преговарачкиот тим. Обстана до крај на секое едно наше барање кое што беше испорачено. 10 години Струмица граде и пишува убава историја, а исто толку години Македонија тоне во криминал и сиромаштија. Овој град е предводник на иднината на промените што доаѓаат, рече Николовски. 10 години Струмица испишува убава приказка, убава историја, но 10 години Македонија тоне во криминал, тоне во сиромаштија. 10 години додека во Струмица се развива, додека Струмица оди напред, 620.000 граѓани на Македонија ја напуштија, 240.000 млади луѓе незадоволни од образованието, од здравството, од она што се случува, ги напуштија своите огништа. 10 години во Македонија се испумпа милиарди евра надвор од Македонија. 10 години во Македонија се инсталира фамилијарно судство на фамилијата. 10 години токму преку тоа судство се прават разни конструирани случаи, разни вестинки. 10 години во Македонија нема правна сигурност. Шарената револуција и вчера вечер протестираше низ улиците во Струмица.